Знаете, ние некогаш премногу ги разбираме буквалистички зборовите на Евангелието и на Светото Писмо. Тие се наменети за оние кои што тоа го прават со таква намера. Да, навистина ние имавме изјави по телевизиите, нели, по разните медиуми, дури слики и така натаму, од две причини. Прво, за да изразиме поттик кон оние кои што треба тоа да го направат, а не го прават, нели, немаат поттик. Кога ќе видат дека и свештениците работат нешто, дека и црквата работи нешто, може да биде добар поттик и за нив да се вклучат во сетата акција. А второ беше за да на некој начин не се одбраниме, туку пред јавноста која што информациите ги добива единствено преку медиумите, да покажеме дека и црквата нешто работи, нели, на тоа поле. Често пати сме напаѓани како црква дека, нели, не интервенираме, дека не работиме, токму заради зборовите на Светото Писмо, нели, кога даваш милостиња. Дали ова што го кажете на почетокот за поттикнување може да се употреби и за она што го кажав како забелешка и за бизнисмените, па и за политичарите, кои што, за жал, ако не се сликаат, не се хумани? Особено кога се работи за вакви акции кои што се големи по својот обем. Значи, јас би го одзел секојдневното сликање, фотографирање, рекламирање и така натаму, затоа што на тој начин ќе се убие, буквално ќе се убие во нас самите љубовта и дека тоа го правиме од милосрдие, дека тоа го правиме заради доброто дело, кое што Господ на крај ќе го награди, а на крајот на криштата и народот ќе го види. Ако јас сум на терен во мантија, политичарот чиј лик е познат, народот ќе го гледа, сето тоа ќе се раскажува. Македонија е мала. Да, не мора да иде на телевизија. Секој ќе каже, еј, беше тој и тој, ќе каже на комшијата, утре ќе одат по слави, животот продолжува, нели, на веселби, ќе се раскажува таму како ви беше, тие дојдоа. Значи, сето тоа ќе се кажува. Секако дека обемот на презентација на акциите и на дејствата мораме да го имаме, но не мора тоа да биде пренагласен, не мора секогаш, нели, да биде премногу употребено или премногу нагласено од аспект на тоа само за да се види, туку некогаш можеби и подобро е само да се чуе, нели, без да се види некој друг да каже за добрите дела. Колку во овие денешни времења, динамични, пазарна економија, може да се зборува за такво нешто? Дали се губи чувството кај луѓето да си помагаат едни со други? Дали стануваат се посебични? Кој е вашето искуство врз база на оно што го работите со црквата? За жал, значи, тоа е искуството кое што и ние го добиваме од комуникацијата со верниците, од она што го гледаме и согледуваме, од она што го расудуваме на некој начин, дека милосрдноста и добрите дела некако или се потреба, во смисла, сега ќе ти дадам, ама ќе чекам за возврат, нели, да ми ја вратиш услугата. И сето тоа се должи, и сето тоа е процес можеби кој што се случува во, би рекол, 20 до 30, последниве 20 до 30 години. Пред тоа не беше случај. Но сите, би рекол, психолошки, економски и не знам какви бомбардирања на личноста на човекот, морални и не знам што, го прават човекот да биде продукт како што е денешниот, современиот човек. Да биде себичен, нели, да гледа само за себе, да гледа само за утре, ама да не гледа, нели, и за другите.